Добар ден, ова е почетокот на уште една нова телма амбуланта. И мажите може да искусат феномен сличен на женската менопауза, наречен андропауза. Има ли кај нив јасен сигнал, јасен знак дека се случува некаква транзиција, како што е, например, прекинот на менструалниот циклус кај жената? Кои хормони се намалуваат во овој период кај мажите и како мажот да знае дека е во андропауза? На сите овие прашања одговор ќе побараме од доцент доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија во Скопје. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа стартува разговорот во студиото на Телма. Кога зборуваме за менопаузата, за климактериумот, обично помислуваме на жените, но и мажите на одредена возраст доживуваат одредени промени кои што се опишуваат со терминот андропауза. Доцент доктор Искра Битовска, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по ендокринологија од Универзитетската клиника за дијабетес, ендокринологија и болести на метаболизмот, односно метаболни нарушувања, денеска во студиото на Телма. Докторке, добре ни дојдовте. И благодарам на поканата. Кај мажите основна карика е тестостеронот во нивниот живот. Кога тој почнува да се излачува и каква е неговата улога во организмот? Многу убаво го спомнавте ова основна карика. Да, тестостеронот е оној што во главном не разликува од мажите. И има многу обсежни, многу широки улоги и во телото, значи во самата форма на телото, во самата градба на телото, во мускулатурата и особено во машката психа. Така да се што го чини мажот маж, мислам дека за нив се должи на тестостеронот. И во глобала и кај нас докторите слична е состојбата. Значи тестостеронот го има и кај жените и кај мажите. Секако дека не е подеднакво застапен, меѓутоа не сме и ние без тестостерон, го имаме, значи и тој си има своја улога кај жените, а кај мажите има она што го кажав на почетокот, мажите ги прави она што ги прави мажите, се чувствуваат како мажи. Каде се излачува тестостеронот кај мажите? Тестостеронот кај мажите во најголем процент се излачува во тестисите и во надбубрежните жлези, додека кај жените тестостеронот се излачува исто во надбубрежните жлезди и делом на во јајниците. Значи надбубрежните жлезди се производители на тестостерон и кај двата пола, но одговорни органи за количината на тестостерон кај мажите се секако тестисите. Каква улога има во однос на, да речеме, стерилитетот, односно плодноста кај мажот, овој хормон? Мора да има одредена количина тестостерон за да има плодност, нели? Таа улога ја диригира хипофизата, која што е диригент на ендокриниот систем. И доколку недостасуваат одредени хормони на хипофизата, кои што ги има и кај мажите и кај жените, нели ФСХ и ЛХ, кои што често ги спомнуваме и кога зборуваме за менопауза, без нив нема продукција на тестостерон. Значи, еден комплексен систем, еден сложен систем е во прашање и кај едниот и кај другиот пол. Значи, без хипофизата не би можеле да имаме продукција на тестостерон. Тоа е таа жлеза што се наоѓа всушност во... Таа жлеза што се наоѓа токму зад носот, кој што ги продуцира... Една мала, со големина на грашок, неколку пати сме зборувале на таа тема. Да, сме зборувале, кој што е многу малечко, меѓутоа без чија што улога не би можеле да функционираме воопшто. Но и доколку ги имаме тие хормони, доколку пак ги немаме тестисите како орган, било заради тоа што не се спуштени во текот на феталниот развој, било заради тоа што се отстранети од било тумор, било торзија, било што, повторно не би имале продукција на тестостерон. Значи потребен е целиот оној сложен комплексен систем за да тестостеронот го има, за да се лачи, нели, и за да имаме продукција на нормална, односно потребна количина на сперматозоиди за да еден маж би бил фертилен, односно плоден. Мажите со еден тестис би имале доволно тестостерон? Да. Доколку едниот тестис се отстранет, а другиот постои, тој малку компензаторно се зголемува, тоа исто како кога еден бубрек ќе се извади, луѓето се живеат со тој единствениот што им останал, без никаков проблем. Само тој малку ќе се зголеми, ќе хипертрофира и малку повеќе ќе лачи. Демек, малку да ја дополни улогата на оној што го нема. Така да и во овој случај е така. Значи, слободно може да се продолжи со животот и само со еден. Кај мажите на која возраст нагло почнуваат да се зголемуваат нивоата на тестостерон, кога се постигнува пикот
на овој хормон, а кога почнува да опаѓа? За време на пубертетот. Значи, до некаде 11-12 година, кога нормално почнува пубертетот, значи и кај мажите и кај жените, односно и кај машките и кај девојчињата, е скоро идентична количината на хормони и на овие два хормона, но веднаш после, откако почнува пубертетот, и започнува појачана количина на тестостерон и тогаш почнуваат оние секундарни полови карактеристики, нели, брада, карактеристичниот распоред на влакненца по кожата, под мишките, околу половите органи, по нозете. Значи, тоа е времето на пубертетот. Сада, пикот, односно врвот, на лачење на тестостеронот би било некаде 20-25-та година, значи, околу 25-та година е веќе врвот. Влија ли тестостеронот и на мускулната маса? Апсолутно, апсолутно. Влија и тоа многу. Значи, тоа е една од лошото чувство, една од лошите работи кои што мажите ги чувствуваат кога влегуваат во андропауза, тоа е она слабост на мускулатурата и слабост и малаксаност, така ја опишуваат. Значи, влие, затоа и мажите, нели, имаат таа мускулна маса, која што ја немаме ние жените. Така, и врзана, значи, со тестостеронот, а тестостеронот обично на која возраст почнува да опаѓа кај мажите? Сега тука е она трики период кој што почнува значи изненадувачки, знам дека доколку мажи ме слушаат, ќе биде малку разочарувачки за нив, доколку не го знаеле податокот, дека некаде од 35-та година па натаму почнува да се намалува количината на тестостерон за отприлика 1% годишно. Значи, тоа не е нагло, туку е постепено. Тоа не е нагло, тоа е многу постепено и токму заради тоа разликата од менопауза до андропауза огромна, значи разликата си постои, не се чувствуваат жените во менопауза исто како претходно, па ни мажите. Разликата е со тоа што кај жените тоа настанува нагло. Односно, ако го тргнеме на страна оној перименопаузален период, јас често споредувам мажи со жени за подобро да објаснам како е кај едните, како е кај другите. Значи, кај жените тоа настанува многу нагло. Значи, во еден момент, нели, има години кога имаме циклус, па немаме, но во еден момент тотално престанува циклусот и од тој момент, нели, 12 месеци после тоа го нарекуваме менопауза, кај мажите овој период го нема. Значи, тие континуирано од својата 35 година, од прилика просечно по 1% тестостеронот се намалува. Значи, нема намалува. јасен знак за да препозна дека всушност се влезени во андропауза. Затоа некои велат и дека можеби не постои андропаузата, машката менопауза и слично. Дури и науката не го истражила доволно, велат стручителица, овој период кај мажите. Сега јас го зборувам ово да спекна жена, меѓутоа фактите говорат дека жените не биле многу застапени во науката и изненадувачки до скоро време, мажите доминирала. Нели? Се уште мажите се доминантни во бизнисот до некаде, во науката ние жените ги стасуваме, нели, рапидно, но генерално до, само да ви кажам, до 1991 година жените не смееле да учествуваат во клиничките студии. Значи, 91 година тоа е многу скоро. Така. Значи, тој дисбаланс сега се коригира полека. И можеме да замислиме зошто тој феномен воопшто не бил испитуван. Значи, прво затоа што мажите доминирале со науката многу време наназад, нели, жените требало да седат дома да раѓаат деца и така натаму, да водат сметка за домаќинството. Друга работа е што и мажите се генерално многу суетни, не велам сега од аспект на карактер, туку од аспект на својот тестостерон, нели? Они се учени, биле војсководци, биле војници и така натаму. Ден денеска е тоа така, нели? Така да тие не сакаат да признаат дека се чувствуваат полошо, послабо, помалаксано, без толку енергија, без толку елан, нели? Тоа е сепак машка одлика, мора да биде силна и цврста. цврста. Значи, нив се чувствуваат одредени симптоми. Ова што го набројавте е слично како во менопаузата кај жените. И тие се жалат на умор, недостаток на енергија и слично. Но има ли уште некои симптоми кои што би биле поврзани со да речеме машката менопауза, односно андропаузата? Да речеме, еве, например, кај жените со намалувањето на естрогенот се зголемува ризикот за срцеви заболувања. Дали намалувањето на тестостеронот ќе предизвика некакви здравствени нарушувања?
Односно зголемен ризик за болест. Здравствен ризик постои со самата старост. И многу често науката се двоуми. Не можеме да одвоиме што е резултат на самата старост, а што е резултат на болестите. Бидејќи болестите ја следат староста, нели? Значи, дури на многува реченица слушнав неодамна, никој не умрел од старост, секој умрел од болест. Значи, и стариот човек кога умира од нешто што се случило, значи умира од некаква си болест. Како старееме, нели? Имуниот систем станува се послаб и послаб, метаболизмот заради недостатокот на сите овие хормони и кај мажите и кај жените станува понеотпорен на надворешни влијанија, на инфекции, па и на падови, да речеме тестостеронот многу влијае на цврстината на коските, многу влијае на цврстината на мускулите, нели? И со староста започнува и остеопорозата. Значи, кај мажите може да се јави остеопороз, исто како кај жените. Која што е многу по-некарактеристична, бидејќи секако во старт мажите имаат поголема мускулна маса од нас жените. А мускулната маса е таа, нели, што ги затега коските и заради кој што може, нели, метаболизмот на коските да биде подобар. Значи, односот за остеопороза кај мажи и жени е некаде 4:1 во корист на мажите, но сепак се јавува и постои и затоа прво кога ќе видиме маж со остеопороза, прва работа што правиме ние ендокринолозите е да испитаме тестостерон, нормално шекер, нели, сите елементи на метаболен синдром, односно комплетна лабораторија за масноти, но тестостеронот е една од првите работи што ја испитуваме да видиме зошто, да речеме, ако е низок, зошто е толку низок. Кај мажите кои што се во андропауза и кои што имаат намален тестостерон, се јавуваат ли проблеми со либидото и со потенцијата? Да, се јавуваат и тоа спаѓа, нели, во еден од симптомите или од клиничките знаци за андропаузата. Но тука морам да го додадам исто како кај жените и психичкиот фактор, односно психичкиот фактор игра преголема улога во симптомите на андропауза, исто како и кај жените. Не секоја жена, нели, го поминува тој период многу тешко, некоја го поминува многу беззначајно, исто и кај мажите. Значи, зависи колку сакаме да си ги препознаеме тегобите и колку навреме ќе си ги диагностицираме или ќе одиме на доктор. Многу ретко се случува тоа, скоро никогаш, морам да признам. Скоро никогаш не доаѓаат за овој проблем? Не, никој не се јавил на доктор од мажите, да речеме на ендокринолог, за да каже дека се чувствува слабо, нели? Па, скоро и е невозможно, тоа е многу неспецифичен симптом. Нели, кој што се поврзува со разни работи. Така. Промена на времето, чувствуваме умор и слично. А како влијае тестостеронот, односно овој животен период, врз простатата? Бидејќи има некои истражувања кои што укажуваат дека нивото на тестостерон е поврзан и со големината на простатата. Се повеќе мажи се соочуваат со проблем со зголемена простата. Дали е во некаква корелација? Да, зголемената простата е чест проблем кај мажите најчесто после 50-та година и развојот на тоа ткиво простатично поминува 3 фази. Во оваа трета фаза простатата сепак не би требало да се зголемува регуларно. Меѓутоа, доколку се зголемува и доколку се инфламира, односно се воспали, нели, многу често знае да го запуши каналот кај мажите, нели, кој што излегува урината и знае да направи проблем. Може да биде, нели, од бениген тип, што е многу често и фала Богу почесто отколку од малиген тип. Сега поврзаноста за тестостеронот со бенигната простатична хиперплазија, а особено со карциномот, уште науката не ни дала некои јасни резултати дали тестостеронот е поврзан со настанувањето на карцином на простата. Уште имаме контрадикторни ставови во врска со тоа дали има врска намалениот или зголемениот тестостерон. Јас повеќе би рекла дека сепак се должи на сепак процесот на старење. А намалениот тестостерон ќе влијае ли врз излачувањето на семената течност од простатата? Да, ќе влијае на излачувањето, односно влијае и на продукцијата на тестостерон, како и што и влијае продукцијата на сперматозиди, но и покрај тоа мажите долго време остануваат плодни. Значи, видовме примери. И на 70 и на 80 години познати актери стануваат татковци на 80 години. Токму така, значи може, слушаме вака глумци едно друго на 80 години или станал татко и така натака, но сепак не е тоа така често.
А дали мажите во овој период полесно се поправат, односно накачуваат килограми? Така е. Бидејќи ова е случај кај жените. Тоа е случај и кај жените и кај мажите. И кај мажите, мажите многу полесно се поправаат како врват годините, се должи и на успорениот метаболизам на двата пола, но тоа се должи и на помалата подвижност. Значи, особено во денешно време, нели, многу зборуваме за таа физичка активност. Се повеќе сме со автомобил и многу помалку обрнуваме внимание на движењето. Значи, тие го зголемуваат обемот на струкот. Тоа е карактеристично за мажите и точно тоа е влијанието на тестостеронот. И кај таквите мажи, тестостеронот не се лачи во помала количина, туку крајниот продукт, бидејќи масното ткиво поседува ензим кој што го претвара тестостеронот во естрогени. Значи, го претвара машкиот полов хормон во женски полови хормони. Затоа нивната количина може да биде и тестостеронот е намалена, а нивото на естрогените знае да биде зголемен. Тоа е еден ензим кој што го поседува масното ткиво и кај мажи и кај жени. И се конвертираат, се менуваат во хормоните спротивниот пол. И токму заради тоа покрупните, подебелите мажи имаат помали нивоа на тестостерон во крвта, поголеми нивоа на естрогени во крвта од вообичаеното ниво за возраста. И каква дебелина се јавува кај нив, општа или пак типична за жените, стомачна? Да речеме, секогаш имаат поголеми гради. Например, дебелите мажи, било да се слаби, било да се дебели, ова важи за секоја годишна возраст. Претварањето на естрогени во тестостерон и обратно, значи во обратните хормони, кај сите дебели, кај сите крупни луѓе настанува оваа претворба. Така да речеме, кај дебелите жени, ако сте забележали, имаат полицистични јајници, имаат повеќе влакненца, имаат повеќе акни. Тоа си дебелите девојки, не мора да се дебели жени. Тоа е резултат на претворбата на овој еден во друг хормон. Така да и кај дебелите мажи, кај покрупните мажи, имаат поголемо ниво на естрогени, а помало ниво на тестостерон. Сакам да кажам друго, малку може би искомплицирав приказката, обидувајќи се да објаснам зошто е тоа така. И дебелината е голем ризик фактор, како за се друго, признаена веќе како болест, така и за намалена количина на тестостерон. Жените во менопауза се жалат на променливо расположение, заборавеност и слично. Може ли когнитивни проблеми да се јават и во андропаузата, ке мажите? Секако мажите се појасни, погласни и во своите ставови, и во своето размислување, и поинаков име менталниот склоп, токму заради тестостеронот. И кога таа количина се намалува полека, и кај нив тоа се намалува, но пак ќе повторам, ништо не се случува така брзо. Дури да ви кажам дека имаат и тие топли бранови, нешто налик на жените, а да не зборуваме за потењето. Многу често и мажите како поминуваат, како стареат, повеќе се потат, особено ако се покрупни, подебели. Споменавте дека овој процес се одвива споро, бавно, но има ли нешто што би можело да го забрза? Да речеме одредена терапија со лекови? Или некоја болест? Терапија секогаш постои во овој дел, меѓутоа ние упорно се трудиме како да кажем, овој наплив на пластична хирургија, на подмладување, некако барем ние се трудиме малку да го запреме, да кажеме дека нормален процес е старењето. Многу е нормално да се старее и многу е убаво да се старее здраво. Денес целата индустрија е некако насочена кон тоа да се запре овој процес. Не, можеме да го запреме. Можеме само малку козметички, нели, да си ставиме малку ботокс или малку да се наполниме со филери или да изгледаме малку попластично. Меѓутоа, процесот на старење, јас лично го перцепирам како една убава работа. Ја нарекувам зреење, така, нели, не сакам да кажам старееме, туку еве зрееме. Никој овој процес не го сопрал. Не знам зашто толку упорно се труди светот денеска да го сопре овој процес. И благослов е на крајот на криштата некој да доживее старост. Апсолутно, секој бориче е благослов, тоа е знак на поминат живот, на искуства за себе. Доктор, ке само да им дадеме можност и на гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта. Од овој момент ќе има
контактен сегмент емисијата. Почитувани, добро дојдени се вашите прашања, кои што се поврзани со андропаузата, но еве, жените би можеле да постават и некое прашање поврзано со нивниот проблем, предизвикан од менопаузата или пак од климактериумот. Ја ќе се задржам уште малку на андропаузата и промените кои што се јавуваат кај мажите во овој период. Знаеме дека се јавува некоја средовечна криза и кај мажите и кај жените, но кај мажите поизразена, па се преиспитуваат за вредностите, за постигнувањата во животот и слично. Дали може би сето тоа е предизвикано од оваа хормонална промена, дека не се должи само на надворешните фактори? Да, надворешните фактори може да играат двојна улога, меѓутоа ова е неспорно. Неспорно е дека тестостеронот се намалува и тоа е факт. И токму затоа почнуваат мажите, нели, кога веќе ослабуваат со енергија, со едно со друго и уште некој дополнителен фактор ја поминуваат таа средновечна криза која што е покарактеристична. Значи ова е опишано, не го зборувам ова од феминистички аспект, која што постои и психолозите убаво ја опишуваат. Така да треба сите да сме свесни, значи и ние жените и мажите ги поминуваме овие работи и навистина што повеќе сме свесни за овие работи, толку подобро ќе ја поминеме. Оти ова е фаза. Фаза е. Така. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта, повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодарам. Имам едно прашање до докторката. Јас имам 75 години. Имав редовен мензис до 53 години. Ама се уште имам потење, зноење, потоа добив проблем, добив ја стероидната жлезда, тога е навамо имам хипотироза. И плюс тој да прашам докторката за хипото. Докторке, ќе ме молам да ми кажете, ако сакате, за исхраната за хипотирозата. Дали смеам да јадам зелка и се што е до семејството на зелката, слушам од овие. Така, ова е често прашање поврзано со овој проблем со тироидната жлеза. Ви благодарам за вклучувањето во програм. Излегуваме малку од темата, докторке, но еве, дали потење може да се јави на оваа возраст, толку години по завршувањето на менструалниот циклус? Дали е тоа поврзано со тироидната жлеза или пак со климактериумот, менопаузата, како тоа се Доколку е регулирана тироидната жлеза, како што мислам дека е регулирана, тоа не би требало да се должи. Значи, само нерегулирана хипертироза, односно состојба на нерегулирана хипертироза би довела до потење. Што се однесува до симптомите на менопаузата, тие може да траат долго. Може да траат и 5 години, но опишани се случаи до 20-25 години. Практично можеме да сметаме дека до крајот на еден животен век може да постојат овие симптоми во помална или поголема мера. Истото важи и за андропаузата. Малку да се вратам јас на темата. Исто така и кај мажите тоа потење може. Значи нема одреден прекин, како што има кај нас жените, но во секој случај тоа е симптом и знак, не само симптом, кој што долго време може да трае, да не речем до крајот на животот. Андропаузата може исто така да трае до крајот на животот. Тоа го кажав, да. Така. А во однос низ храната ве сосема накратко, со тироидната жлеза да се прават промени или нема потреба? Постојат многу нутриционистички правила за тоа дали треба или не треба. Генерално ние сме на став, докторите и ендокринолозите, дека се додека тироксинот не е во граници ненормален или доколку левотироксинот како таблетка доволно ја заситува крвта со хормонот тироксин, нема потреба од некакви си посебни рестрикции. Продолжуваме со андропаузата, како се диагностицира оваа состојба, со оглед на тоа дека потсетува на многу други работи. Кај нас не доаѓа човек за диагноза на андропауза. Значи, доаѓа заради, ви велам, заради остеопороза, например, која што е ретка, па ние ќе испитаме и тоа. Или заради инфертилитет, нели, при инфертилитет, да речеме, доаѓаат и 40 годишни мажи, 45-50 годишни мажи кои што сакаат, нели, да бидат плодни, а не се, има некаков проблем. Така да обично во склоп на некоја друга состојба доаѓаат и ние правиме комплетна хормонска палета. Чисто така да дојде некој за да си види дали е влезен во андропауза. Не, оти ние не можеме да поставиме некаква си граница. Оти па и симптомите на андропаузата не ги има секој маж, како што ги нема ни секоја жена. И не се воопшто идентични. Значи, некој им навистина многу страда, но некој навистина го поминува овој период многу полесно. Значи, немаме еден момент кога кажуваме сега, како кај жените.
Кога не сте добиле, 12 месеци поминале, од тука влегувате во менопауза. Така. Тоа кај мажите не постои. Значи, кај нив А имате ли некакви прашалници, да речеме, за андропауза? Некои прашања целни кои што ги поставувате за да не, откриете? Целно не ги испитуваме постои мажите. такво Дали, нешто. баш кај што мислам дека не би ни кажале. Значи нема ни да добиете искрени Сигурно. одговори, но сигурно ќе добиете точни резултати од испитувањето на крвта. Имаме двајца гледачи, ќе им дадеме предност пред да преминеме на испитувањето на тестостеронот во крвта и можната терапија со хормонот тестостерон. Добар ден за првиот гледач. Добар ден за гледачот кој што очекува вклучување. Ве слушаме, повелете. Јас ќе го замолам гледачот да го намали тонот на телевизорот. Мислам дека се работи за таков проблем. И доколку го направи тоа, ќе комуницираме без проблем. Добар ден, ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Јас сум гледач од Куманово на возраст маж од 67 години. Така? Многу интересна емисија. Сакам да прашам каде може да дојдам кај доктор. Така, ви благодарам. На еден разговор. Така, на разговор. Имате некои конкретни проблеми? За нас мажите на таа возраст многу интересно. Така, ви благодарам за вклучување во програма. Доктор Битоска работи на Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и болести на метаболизмот. Таму доктор ќе претпоставам треба да се земе упат. Еден соупат за да се направи преглед. Испитување хормонски. Така, имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Благодарам. Јас сум на возраст од 55 години. Така. Се уште имам циклус. И сум диабетичар, а имам и миом во матка. Така. А имам и овие топли бранови, несоници. Дали е нормално уште на 55 години да имам имате циклус? редовен нормален циклус. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор, ќе нормално да си има нормален циклус на 55 години, а притоа и да си имаат симптоми на менопауза, со препотување. Да, се случува. Да речеме, јас мислам дека најстарата пациентка имаше 58-59 години кога и престанаа циклусите. Сигурно дека ако ги се испитаат хормоните, господјата во перименопауза, нели оној период што го нарекуваме ние пред да конечно престанат циклусите, но затоа и ги има тие тегоби. Предпоставам дека доколку ги испита хормоните, ќе покаже дека се наоѓа во овој период. Диабетесот има некаква улога во менопаузата? Диабетесот има улога во формата на телото, во дебелењето, во ризикот од кардиоваскуларните болести секако, но самата менопауза диабетесот не влијае. Повеќе влијае менопаузата на диабетесот отколку обратно. Обратно, така. Значи, ќе проговориме сега за начинот на кој што се испитува тестостеронот. Дали е тоа едноставна постапка? Тестостеронот многу едноставно се испитува со едно базално земање на крв. Значи, кога се испитуваат базалните хормони, најубаво е тоа меѓу 8 и 9 часот. Но она што е битно да се знае дека тоа е вкупниот тестостерон кој што се испитува. Тој многу малку податоци ни дава, а обично на него се ослонуваат сите. Има уште, тоа е вкупен тестостерон, тоа не е слободен тестостерон. Исто како што кај тироксинот имаме слободен тироксин, нели FT4, фри тироксин и тотал тироксин, истото и тука. Овде го испитуваме вкупниот тестостерон. Тој е врзан за протеините на плазмата. Слободниот тестостерон е некаде 2 до 3%. Тој се испитува со посебни формули и со посебни испитувања. Значи, вкупниот тестостерон не кажува многу. Треба повеќе работи да испитаме, тие се прават во нашата лабораторија и во поголемите лаборатории, за да можеме и постои формула со која што ќе видиме колку всушност тестостерон вистински е слободен и му е на располагање на организмот. Доколку забележите дека кај мажот има драматично намалено ниво на тестостерон, тој се чувствува лошо. Има остеопороза, да речеме. Што во тој случај? Дали се дава тестостерон преку уста или преку инекција надоместително? Прво мораме да видиме зошто оти така низок тестостерон, на вистина низок не е вообичаено, дури ни за андропаузата. Значи, он се движи на долна граница,
но не оди многу испод границата. Зборувам за вкупниот тестостерон, па и за слободниот. Кога ќе видиме дека е намален, тука веќе почнуваме да бараме причина. Значи правиме испитување на хипофизата, правиме комплетен хормонски статус и доаѓаме до одреден заклучок, нели, зошто е низок тестостеронот, доколку не се работи за некоја патолошка работа. Во тој случај, да, нудиме субституција и тоа е многу едноставна. Кај нас се во форма, значи ампули тестостерон, така и се викаат, во форма на инекции, субкутани инекции или мускулни инекции. Значи постои форма која што се зима на 3-4 недели еднаш, има и депо тестостерон, кој што се зема еднашка на 3 месеци или еднашка на 4 месеци. Има и други типови на препарати кои што ги нема во нашата земја. Има гелови, да речеме гел, ке се намачка одредена количина гел па се впива преку кожата. Има лепенки, како што има и за женски хормони, така, да, лепенки ке се залепи. И ептен па ги нема орални, значи во форма на таблетки. Така да има разни типови на субституција и постојат. И има и кај нас. Но тоа доколку е драматично. Доколку навистина најдеме причина, например, доколку се работи за тумор на хипофиза опериран, па нели ние континуирано им даваме на нашите пациенти. Откако ќе се извади хипофизата од X причини, ние секогаш даваме во нашата терапија покрај останатите хормони го даваме и тестостеронот. Но што се работи за андропауза? Нема врска со андропаузата сега ова, значи конкретно. Јасно, така, но јасно. во случај на андропауза, често пати да ќе дојде, да речеме некој кој што повеќе прочитал, и знае за што зборуваме сега ако не слуша, нели? И ќе дојде и ќе праша, можам ли јас да земам ампули тестостерон? И јас сум должна да му објаснам за ризикот и за бенефитот. Значи има ризици. Да, бенефитот е тој, нели го знаеме, веќе додаваш тестостерон од надвор и одеднаш се чувствува поубаво, посилно, помокно. Но што се однесува до ризикот, тука уште се дебатира во научните кругови и студиите се многу двосмислени. Значи има студии кои што велат дека треба да се дава, но има студии кои што велат и дека не треба да се дава заради тоа што може да го промовира карциномот на простатата. Тоа беше она за почетокот што кажавме, уште не се знае дали тестостеронот е причинител на карциномот на простата, но она што времето денешно го кажува и сето она што го читаме и го знаеме е дека може да се дава безбедно тестостерон, но претходно мора убаво да се испитаат сите параметри да се осигуриме дека тој човек на кој што му го припишуваме тестостеронот нема ни да помисли дека има карцином на простата. Бидејќи може се да е во ред вака навидум, да нема никаков проблем, а ние ако дадеме тестостерон, сепак се смета дека можно е оној скриен карцином или почетен карцином, кој што уште не е препознаен, да букне. Тука е ризикот. Значи не можеме туку така да го дадеме тестостеронот. За да се спречи старењето. Ете така, да. Никако не можеме да го дадеме, ете така, за да човекот се почувствува подобар. Често пати ни се лутат заради ова, меѓутоа ние мораме да ги пратиме на уролог, нели, да се урологот да ги направи сите тестови во делот на простатата, да се осигуриме дека тука е се безбедно и понатака можеме да ординираме тестостерон. И обично колку време може да се зема? Има ли некоја граница? И тоа е дискутабилно. Сето тоа оди согласно, значи, годините. Може да се дава долго, но со многу редовни контроли на простатата. Значи слично како кај жените? Апсолутно, да. Хормоните кои што се даваат заменски во одреден период. Се прават ли сега истражувања, докторке, во однос на андропаузата, бидејќи нема доволно информации јавноста во однос на овој период од животот на мажите? Да, се прават. Од некаде 44-5, кога терминот вака е усвоен и е јавно кажан и прозван дека постои андропаузата кај мажите. Значи тогаш е прв пат во медицината опишан. Континуирано. Па ретко. Не се ни правеле многу студии претходно. Значи ерата на студиите во, да речем, во последните 3-40 години, вака масовно да се прават студиите, особено последните 20. И оттаму црпиме најмногу податоци и токму затоа можеме, нели, да сме сигурни. И тука не можеме да сме сигурни, има различни типови на студии, но во секој случај сите овие работи не се испитувала андропаузата целно како андропауза. Туку, например, кога се даваат одредени лекови, па се собираат мажи
на број голем 1000, 2000, 3000 и практично така се доаѓа до одредени заклучоци што е штетно и што е корисно. Никогаш целно. Нели не смееме, науката не смее да дава лек за да види дали ова ќе промовира карцином или не. Така. Значи се е тоа многу пособрано и многу поконтролирано во денешно време. Информирани ли се кај нас мажите за андропаузата? Што говори вашето искуство како лекар? Не? Не. Не се информирани, а и вака ако видите колку емисии вие имате, во колку емисии сме зборувале за дијабетесот, во колку емисии сме зборувале, сте зборувале за тироидејата, за ова, за она, во колку емисии сте зборувале за андропаузата? Ова е прва емисија во која што отвараме темата и искрено кога почнав да истражувам, најдов на многу малку податоци поврзани со оваа состојба кај мажите. Да. Тоа се дължи на повеќе работи, но во секој случај андропаузата си постои, значи намалувањето на тестостеронот си е тука, тоа си постои и сега дали ќе го препознаеме и како ќе го превенираме, односно како ќе живееме со тоа, тоа е веќе друга тема. Оние кои што имаат проблеми со изразени симптоми, би можеле да го решат проблемот со терапија, евентуално со терапија. Доколку се исклучат болестите како што е карциномот на простатата. Да, но не е само терапија, исто како и кај жените. Многу е битен начинот на живот. Да, може ли физичката активност да помогне да се ублажат симптомите? Кај жените тоа се препорачува. Не да може, туку треба, туку и мора. Значи јас можеби сум малку досадна кога зборувам, за секое мое гостување е проследено со таа физичка активност и со тие совети. Многу малку сме физички активни и токму на тоа се должат и сите овие проблеми со орбетот и така натаму. Значи, би требало да се апелира за поголема физичка активност и водење сметка за храната. Оти дебелината на вистина еве како и делот, нели, сето ова што го зборуваме е на вистина сериозен светски проблем, глобален проблем и се повеќе го зборуваме и се обидуваме и на тој начин малку да придонесеме за намалување на дебелината, која пак е нели причина за многу други придружни болести. Значи, поздрава исхрана и физичка активност секако многу придонесуваат за сето ово и сепак мускулатурата останува подцврста кај некој што вежба. Така. Или барем спортува некако, пешачи. Да пешачат, еве ако ништо друго да пешачат и мажите кои што се во андропауза и жените кои што се во менопауза или па во климактериум, сето тоа може да придонесе за подобрување на нивното здравје. Јас повеќе би се фокусирала на тоа, на промена на начинот на живот, отколку што би се фокусирала на терапија, генерално. И за мажите и за жените истото мое мислење и став го имам. И они кои што се фокусирани само на подмладувањето, нели, бидејќи некои сака да земаат и хормонска терапија, таа причина велат дека физичката активност придонесува да се создаде нов колаген во кожата. Така. Еве еден таков совет. Ви доаѓаат ли, докторке, моето последно прашање, често пациенти кои што бараат да земаат хормонска терапија за да го спречат процесот на старење? Не. Не? Не. Не, такви пациенти не доаѓаат, доаѓаат обично кога имаат мака, да речеме жените, нели заради менопаузалните тегоби. Мислам дека сето ова сега е префрлено на хируршкиот дел. На пластична и корективна хирургија. Мислам дека се рамнотежата веќе е поместена натаму. Се отидено таму, сметајќи дека нели ако го затегнат лицето или телото, дека ќе ги решат сите проблеми на старењето. Хормони не, барем кај мене сега зборувам за мене. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што ни појаснивте многу работи поврзани со една фаза во животот на мажите за која што не се зборува често. Па дури тие не знаат дека постои. Јас ви благодарам на поканата и секогаш ви стојам на располагање за било каков муабет, односно разговор. Почитувани, ова беше се во денешната тема амбуланта. Доцент доктор Искра Битовска, ендокринолог, ни појасни многу работи поврзани со андропаузата. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 45 минути, термин во кој што заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.